Борба за глобална доминација или обид за мир, големата народна сала во Пекинг беше местото каде што за затворени врати се одржаа двочасовните историски преговори меѓу САД и Кина, предводени од председателите Доналд Трамп и Си Џинпинг. Кина ја покрена чувствителната тема за Тајван, нарекувајќи ја најважното прашање кое може да ја обезбеди стабилноста во односите меѓу двете земји. Двајцата лидери успешно го избегнаа прашањето за Тајван. Сепак, според Си Џинпинг, ако не се реши правилно ставот околу Тајван, двете земји може да се судрат или дури и да дојдат во конфликт, што би ги ставило сите односи во многу опасна ситуација. Конфликтот на Блискиот Исток и глобалната енергетска криза беа клучна тема на разговор. Трамп и Си се согласиле дека Ормудскиот теснец мора да остане отворен за да се обезбеди слободен проток на енергенси, информираат од Белата куќа. Според кинескиот председател, двете најголеми економии мора да направат договор кој ќе функционира и никогаш да не го нарушат. По билатералната средба на 20 лидери бил одржан и спектакуларен банкет во чест на американската делегација и подобрување на односите меѓу САД и Кина. Ние се знаеме долго. Ова е најдолгата врска која двете држави имаат меѓу двајца председатели. Затоа ми е чест кога сме имале несогласување, сме ги надминувале. Луѓето не знаат, но секогаш кога имавме проблеми, ги решававме брзо и ќе имаме фантастични дни заедно. Имам голема почит кон Кина. Работата што ја направивте, на сите им велам дека сте голем лидер. Понекогаш луѓето не сакаат да го зборувам тоа, но го говорам секако затоа што е вистина. Се радувам за трговијата, водењето бизнис заедно. Односите меѓу двете земји ќе бидат подобри од било кога. Се радувам што ќе соработувам со вас за да го поставиме курсот и да го управуваме джиновскиот брод на кинеско-американските односи со цел 2026 година да биде историска пресвртница што отвара ново поглавје во кинеско-американските односи. Се согласив со председателот Трамп за нова визија за градење конструктивен кинеско-американски однос на стратешка стабилност. Новата визија ќе обезбеди стратешки насоки за билатералните односи во текот на следните 3 години и понатаму и треба да биде добре дојден од народите на двете земји, како и од меѓународната заедница. Според Белата куќа, една од клучните теми бил Иран, при што двете страни се согласиле дека Иран никогаш не треба да поседува нуклеарно оружје. Исто така било отворено и прашањето за запирање на приливот на суровини за производство на фентанил во САД. Си потенцирал дека американските бизниси имаат огромна улога во отварањето на кинеската економија кон светот. Економските тимови на двете земји имале плодни состаноци со позитивни резултати. Трговските бариери и пристапот до пазарите со години представуваат едни од главните точки на несогласување меѓу двете најголеми економии. Американската делегација беше пречекана во Пекинг со највисоки државни почести, а 20 лидери го посетија и небесниот храм.